Текстилната индустрија во регионот е во деценијски слободен пат за само една деценија. Производството, но и вработените во оваа бранша се намалиле за околу 5%, што се смета за голем губиток. Континуирано сериозните проблеми особено дојдоа до израз за време на корона кризата, кога падот на производството и малите плати дополнително ги демотивираа младите, па интересот за текстилството одмал, сега е речиси никаков. Во текстилната индустрија се случуваат процеси, на еден начин губење на идејата, желбата да се инвестира во нови машини, во автомати заради недостигот на работници, бидејќи оваа индустрија има многу лош имидж кај младите луѓе, многу ретко млади луѓе се одлучуваат да се запишат на средни текстилни училишта или пак својата иднина да гледаат во работењето на нашите конфекции. Се разбира, заради пониските плати во однос на другите бранши, особено конкуренцијата што имавме нелојална од технолошките индустријски развојни зони. Текстилниот сектор со помош на државата се надева дека ќе успее да ја надмине ковид кризата, но доколку младите не ги врати во погоните, иднината на овој сектор нема да биде светла. Мислам со една таква добра соработка помеѓу образованието и бизнис секторот ќе имаме добри резултати, ќе го подигнеме позитивниот имидж на гранката и ќе можеме да одиме кон некои повисоки цели, повисока додадена вредност во производството на текстил и облека. И секако да сето тоа биде во интерес и на образованието, но и на компаниите. Во текстилната индустрија работат околу 30.000 лица, но нивната просечна старост е над 45 па и 50 години. Од друга страна, иако минимално зголемен, бројот на учениците во текстилните училишта е далеку под она што на компаниите им треба, а пари за автоматизација на производството и инвестиции во нови технологии во време на криза нема.